Немањето сигурен пласман и цени кои ги покриваат произведените трошоци се причина што се помалку млади има по струмичките ниви. 77-годишниот Петар Илиев од Бориево на импровизираниот пазар во Банско чекаше трговци за да ги продаде стотината килограми краставици. Јас продавам, кој купува? Кој купува? А кој купува? Нема кој да купа. Илиев имал 4 хектари земјиште, но сега обработува само половина и тоа со сопругата, оти нема кој. Децата му заминале во странство, бидејќи заглавиле со долгови откако инвестирале во земјоделството, но заради лошиот пласман не ги покриле произведените трошоци. Јас сијам, не сме збавата, 5 декари имам садни. Пекари. 5 декари. 10 за Словенија, сица там. Дека нема млади по нивите во Југоистокот зборува и фактот што само 14 лица добиле поддршка од државата за млад земјоделец. Иако државата доделуваше до 20.000 евра, немало голем интерес од овој дел на државата. 3 лица од Радовиш, по 20 млади земјоделци од Гевгелија, Босилово, Новосело, Валандово и Конче и еден од општина Богданци добија државна поддршка. Од одобрените апликации 14 се во југоисточниот регион, што значи близу 280.000 евра ќе бидат инвестирани во агросекторот во овој дел од државата. Апликантите од овој регион имаат предлог инвестиции за набавка на машини за сушење на овошје, подигање современи пластеници за одгледување цвеќе, набавка на линија за производство на сокови, набавка на опрема за млекарство и за пчеларство. Немањето договорено производство, а со тоа и пласман и сигурни откупни цени. Не само што го намалува бројот на младите по нивите, негативно се одразува врз површините кои се обработуваат. Во отсуство на официјални бројки, добро уплатените тврдат дека 1/4 од струмичкото поле стои необработено. Ова го подига алармот дека треба да се подигне степенот на договорено производство во Македонија и поголема контрола на откупувачите на овошје и зеленчук.